Го поканив колегата Драган Антоновски, директорот на Македонската информативна агенција, да малку поразговараме за она што го прави информативната агенција, потоа ќе вклучим и вашата дописничка датина, Драгане, така се договоривме, за да малку поразговараме за оваа историска посета на Пендаровски во Грција. Драган, неодамна добивте награда во Хрватска, во Дарувар, ако не се лажам, за еден балкански фестивал на новинари и на редакции кои што се надпреваруваат во правење на репортажи и истории, наративи кои што се врзани, би рекол, за обични луѓе, за секојдневието и така натаму. Вие, ако не се лажам, конкуриравте со една сторија за она сторија што пробивте на Мија, измама со станови, нешто беше така, препродажби, исти стан по 100 пати, тоа додуше сме го виделе, тоа сценарио многу пати. Но ме интересира, освен честитки за наградата, се собравте таму многу луѓе од регионот. Што се твоите впечатоци? Каква е состојбата со новинарството во регионот, бидејќи сигурен сум дека многу и за тоа разговаравте? Па да, имавме ние една тркалезна маса всушност, новинари од Хрватска, од Босна, од Србија, така да сликата е, ми се чини иста секаде, без оглед на тоа каде сме, што сме. Она што го прави притисокот со лажните вести, она што узурпација или загаден медиумски простор, дефинитивно е секаде. И сега правевме во тој контекст муабет како ние како, да речеме, постари новинари, поискусни новинари, како агенции да го одбраниме тој простор. И тука се навративме во тие пакети дека мора да се направи деничокор повеќе од она што во овој момент е некаква рамка или некаков стандард. Па се потсетија, имаше и промоција дури на една книга, веројатно тоа тебе ќе ти биде уште појасно, оној во времето на Југославија, кога излегува Младина, Нови вал, не знам, Млад борец, студентски збор, целиот тој пакет. Да, има, направија една цела книга на сите, не ја донесов, можев да ја донесам, регистрирано кои се соработувале, како соработувале. И така што хронологија, да. И така да имаше многу изложби, имаше презентации од фото, од сега сака досега само принт сака да го прошират да биде тоа и видео да биде и тоа ми е следното прашање. Прво, заправо се две прашања. Прво, како се бори Мија со фейк њуз, со лажните вести, со дезинформациите, кои што навистина многу сме нападнати како општество и како информативен систем, и од овдека се произведуваат, ама и од страна доаѓаат. Имате ли некаква процедура, протоколи во агенцијата, бидејќи сепак јас знам дека на пример Слободен печат дневно сигурно цитира барем 30-50 вести од Мија. Како успевате да ги филтрирате овие лажни од вистински вести? Веројатно ќе забележите или гледачите, читателите ќе забележат понекогаш и нашите корисници дека многу често некоја вест излегува нешто подоцна од она што ќе речем ќе истрчаат порталите и другите медиуми. Тоа чекање не е дека ние ја немаме веста, туку тоа чекање е точно проверувањето. Така да има солиден уреднички тим кој што има долги години искуство и едноставно се троши време на проверување. Факт-чекинг, што ви кажат, проверка на факти. Дефинитивно, и онако ќе знаете, секој може да му избега некоја вест. Да, грешки се случуваат. Апсолутно, затоа што ние ако тренете ние произведуваме некаде 400 вести на ден. Тоа не е можно ни да ги видиш сите, значи мора да имаш доверба во уредниците, тие тоа што ќе го сработат, меѓу себе да соработуваат. Но оние што се шкакливи вести што викаме, не знам, излегло non-paper, излегло ово, излегло оно, значи тука сме многу внимателни, проверуваме од различни извори и потоа споделуваме. Вториот предизвик мора да е оваа мултимедијалност. Мислам, обично кога се спомнува агенциите во минатото, имаше тикери, ние и сега го употребуваме тој збор, а оние телефакси кои што изфрла вести, факс машини, не знаеш што се тикери. Сега веќе сите медиуми се мултимедијални. Мора да имате и аудио и видео, мора да имате текстуални вести. Како се носите со тоа? Отворивте ли специјални, да кажем, редакции или делови од редакции кои се занимаваат
запознати со тоа? Значи, Често правите директни преноси од живи настани? Мислам дека тука бевме искрено тоа што го правев муабети со агенциите од регион, ние неодамна имавме и тоа е абна мрежата кај што сите агенции еднаш годишно се собираме и разговараме кај сме, што сме. И Мија тука направи сериозен исчекор. Во почетокот ни забележува дека ама тоа не било баш технички па не знам, требало да биде тоа HD камера, па требало не знам какви ресурси. Ние тоа го направивме со мобилни, не ќе ви кажам. Па денеска со мобилни телефони и филмови за Оскар се кандидираат. Апсолутно. Мислам. Така да, меѓутоа, од колегите што разговарав, дефинитивно многу помогнавме во она ковид криза, кога многумина неидеана настани и добар дел од телевизиите, од новинарите се јавува дали ќе го стримат овој настан, дали ќе го има за да може да го гледаме, за да може да извлечеме сами информации. Мислам дека тука одлично газиме, но она што секогаш е техника, опрема, луѓе... Секој знае да утринав имавме едно 5-6 минути проблем. Facebook едноставно не сакаше да го аплодира тонот. И сега... И тоа е тоа. Ова пост-Facebook, пост-ковид ситуација... Меѓутоа, мултимедијално дефинитивно газиме. Значи, одиме и интервјуа, мислам не е тоа во живо, меѓутоа снимени видео дефинитивно, одиме дури со прилози, изготвување. Сега тука е кршење на генерациите, младава генерација која што полека влегува, има сосема друг сенс, друга енергија и друг пристап. Постарите се уште во оној филм кај што викаат, абе, ја уништи агенцијата, слика само и текст, ништо друго не е агенција. Меѓутоа во светот се менува тоа. Тој сервисен дел, да, секако останува секаде и го има нужно соопштенија, институции што објавуваат, меѓутоа креативен дел, анализи, ја минатиот пат викам како Reuters може да искочи со анализа, а Мија не може да искочи со анализа. Да, ето тоа е добра прилика. Пред да се вклучиме со колешката во Атина, само да те прашам, уште се опоравивте ли после оној пожар во просторите? Колку измина тоа? Има година дена или може повеќе? Значи, помина година и пол. Добро. Па не баш, се уште сме се преселивте од зградава. Се преселивме во еден простор, меѓутоа во групата кај што го работиме таа тема си ја насловивме бездомници, така да. Може би за тоа ќе добиете репортерска награда. Може би. Да се надам дека имаме Сања Ристовска во Атина. Сања, добро утро. Добро утро, Сашо, добро утро и до Драган, до гостинот. Еве, јас изедов за слобода директорот да го поканам во програма за да ни тече разговорот што подобро. Сања, сакам да поразговараме, бидејќи навистина во Атина се случува историска посета на прв македонски претседател кој што оди на посета на својата колешка, тоа е претседателката на Грција Сакела Ропулу. Малку се разбира, треба да се вежба јазикот. Може ли да чуеме како помина посетата, бидејќи дознаваме разни елементи, ама еве и твој впечаток за целата атмосфера и за она што се случуваше за време на посетата Педаровски. Па мислам дека она што и претходно го најавувавме пред посетата, дека станува збор за особено важна посета, дека станува збор за историска посета, мислам дека се потврди и на средбите со Сакеларопулу и на средбата со Мицотакис, каде што беше изразена поддршка за нашата ЕУ перспектива, што мислам дека во овој момент тоа ни е најважно. Разговара и за договорот од Преспа, веројатно и тоа беше очекувано од грчка страна, нели да биде повторена имплементацијата на договорот. Ми се чини дека тоа е мој личен впечаток, дека нова демократија со оглед на тоа дека пред изборите и додека траја преговорите и кога се потпиша договорот од Преспа, беше против, не гласаше за ратификацијата, меѓутоа рекоа дека ако станат влада ќе го почитуваат и ќе го имплементираат, ќе го спроведуваат договорот и токму затоа сега даваат толку значење на имплементацијата, да биде доследно, со добра волја, имплементиран од сите аспекти, односно сите она што го содржи. Сепак би можела да кажам дека поминаа во добра клима, во пријателска атмосфера и средбата со Сакеларопулу и средбата со Мицотакис. Какви се одгласите во атинските медиуми, во грчките медиуми, бидејќи тоа е важен дел од целата приказна?
Впечатокот е дека немаше голем интерес во медиумите. Средбите ги следавме, имаше многу повеќе македонски новинари, бидејќи беа дојдени медиуми од Скопје. Меѓутоа, од една страна се и ковид мерките, одредени рестрикции за посети и следење на средби. Например, во премиерската палата, без разлика со кого да се сретнува Мицотакис, најчесто влегуваат само фоторепортери, фотографи и сниматели, така беше и вчера. Меѓутоа, ми се чини дека немаше голем интерес од медиумите во Грција. Но, знаете што, Да. ова може би е малку позитивно. Па тоа сакам да Бидејќи кажам, се чини добра дека вест од Атина. влегуваме во некој, во некој нормален ритам, Да. дека дошол председател на соседна земја, исто како што кога доаѓал председател на Бугарија, председател на Србија, да речеме. Така е, дојдовме во време кога средбите на македонските и грчките политичари не се сензација и не се никаква вест која што треба да го доведе општеството на аголот или на работот од нервен слов. Сања, јас ти благодарам, бидејќи сме со времето овдека ограничени, благодарам многу за ово уклучување од Атина. Драган, само една констатација на крајот да прашам. Растрчани сме, Пендаровски во Атина, денеска е Брдо кај Крањ, Заев со двајцата министри и Османи и подписател. Имаме и таму репортер да го Имате и вклучиме. таму, да, и подписателот Димитров. Да прашам, успевате ли да ги покриете сите овие, да кажем, настани кои што се меѓународни, а кои што толку многу ни зависи и внатрешната политика? Па, мислам дека да, заради тоа што МИА единствено има дописна мрежа во странство, ниту еден друг медиум нема. Да, тоа чини, меѓутоа, апсолутно искусни колеги се соработуваме, го покриваме целиот регион, го покриваме Брисел. Имаме размена меѓуагенцијска со доколку ни треба, да речеме, ако немаме во тој дел репортер, можеме меѓу себе да, како што ни бараат услуги од нас, така да мислам дека сме солидни тука. Драган Антоновски, благодарам за ово утринско брифирање за МИА и за колешката Сања која се јави директно од Атина.